На денешен ден, 12 февруари. – 1804 година. Умре Имануел Кант, основоположник на германската класична филозофија. Во основата на неговото учење е сваќањето дека нештата постојат независно од нашата свест. Непознати негови дела се: критика на чистиот ум, критика на практичниот ум и за убавото и возвишеното. Роден е на 22 април 1724 година. 1809 година. Роден е Чарлс Дарвин, британски научник, творец на теоријата на еволуцијата на живите суштества. Од 1813 до 1836 година учествуваше во научната експедиција на бродот Бигъл, која имаше пресудно значење за поставеноста на неговата теорија за развој на живите суштества, која беше во спротивност со учењето на црквата. Неговите записи се научни ремек дела, пишувани со јасен и логичен стил. Во своето капитално дело, Потеклото на видовите, ја изнесе суштината на трансформатичките документи наречени дарвинизам. Умре на 19 април 1882 година. 1979 година. Умре францускиот филмски режисер Жан Ренуар, син на сликарот Огист Ренуар. Автор е на низа антивоени филмови со кои силно влијаеше на духовната состојба на нацијата. Ги напиша книгите Ренуар, мојот татко и Мојот живот и моите филмови. Филмови Нана, Кучка, Мадам Бовари, Тони, Излет, Голема илузија, Човек-ѕвер, Правила на игра, Оваа земја е моја, Жена на брегот, Река. 1984 година. Во Париз умре Хулио Кортасар, аргентински писател. Автор е на голем број прозни дела, а неговиот најпознат роман е Книгата на Мануел, за која во 1974 година му е доделена наградата Медисис. Роден е во Брисел во 1914 година. 2002 година. Пред судскиот совет во Хашкиот трибунал почна судењето на поранешниот претседател на Југославија и Србија Слободан Милошевиќ, обвинет за воени злосторства и злосторства против човештвото. Судењето не беше завршено бидејќи обвинетиот во текот на процесот умре. 2012 година. Популарната поп-пеачка Витни Хјустон умре на 48 годишна возраст во хотелот Беверли Хилс во Лос Анџелес. Витни Хјустон почина на ден пред церемонијата на доделување на музичките награди Греми, и тоа во истиот хотел во кој се одржува забавата по манифестацијата. Хјустон во текот на 80-тите и 90-тите години на минатиот век со своите песни беше на врвот на музичките топ листи, а настапи и во неколку филмови, меѓу кои највпечатлива беше нејзината улога во Телохранител, каде партнер и беше Кевин Костнер. Има освоено 6 Греми награди, издаде 7 албуми и има продадено околу 170 милиони носачи на звук и видеоспотови. Нејзината кариера почна да оди по надолен пат откако се омажи за раперот Боби Браун, пошто започнаа нејзините проблеми со наркотици. Медиумите објавуваа дека Хјустон користела кокаин, марихуана и екстази.